Точно една недела откако ја објавивме информацијата дека пазарот Чешел во Струмица не работи од понеделник до петок, затоа што никој нема интерес да стои на тезга кога си го има булеварот Маршал Тито. Таму никој не плаќа баждарина и е во центарот на градот. За ваквата нелојална конкуренција реагираше и директорот на комуналното предпријатие Комуналец, кој јавно ги повика надлежните инспекцијски служби да излезат на терен со цел да се реши сивата економија. И апелирам искрено кажано до сите надлежни институции кои што имаат можност да реагираат соодветно брзо и ефикасно, бидејќи имајте предвид тоа ќе не се случува и понатаму ако не преземаме такви. Ние како комунално предпријатие немаме надлежности, значи надвор од пазарните површини. Анкетирани диви продавачи долуж булеварот Маршал Тито не сакаат да зборуваат пред камера, но има и такви кои што беа доволно храбри дека се овде без дозвола за продажба, но дека и никој не им бара никаква дозвола. Кажете ми, ви дозволуваат ли овде да продавате? Не дозволуваат. Зошто не ви дозволуваат? Зашто? Не знам, не дозволуваат, но ти не е дозволено. Кажете ми, нема ли слободни тезги на пазарите, например, да не сте овде на булевар? Не знам да имат, ама нема продавање у тезга да си и тука да си, дека да е нема продавање како минатите години, како другите години. Нема живот. Кажете ми, дали ви дозволуваат овде? Не дозволуваат. Зошто не ви дозволуваат? Значи секој пат многу сме малцинство, значи немаме пазар никако како што има други градови, Штип, Радови, Шкоче, не кажеме, значи ние Струмица сме без пазар. И ние сакаме като малцинство од Турско мало да имаме наш пазар, значи да не гони некој полиција нас да сме слободни ние да се продаваме како што сите што продават. Значи јас чекувам некој помош за нас, некој пазар се отвори да можеме ние слободно да продаваме како сите што продават. Сивата економија во центарот на градот не само што создава грда слика за централното градско подрачје, на кое по еден од главните булевари. На чаршави се продаваат секаков вид текстил. Нималку не се и продавачите, на овошје и зеленчок. Постои опасноста од ширење на COVID-19. Оти нема никаква социјална дистанца и никој не ги почитува препораките од Комисијата за заразни болести и Министерство за здравство.